како што спомна Никола, денеска го одбележуваме денот кога Мартин Лутер во 1517 година оспори некои од практиките на црквата. И беше пионер на едно движење кое што ќе го преобликува христијанството. Но тој процес на преобликување, на реформација на црквата не почна со Мартин Лутер, туку започна со една плејада на луѓе и таа реформација започна најнапред во нивните срца. И кога се исполни времето, тогаш таа реформација почна и во црквата и во општеството. Но јас денеска сакам да се концентрирам малку на личната реформација. И Светото писмо, Библијата е основата и главниот наш водич за таа реформација. За таа трансформација, ама ќе го користам зборот реформација. Имаме многу примери и многу повици за реформација во Светото писмо. Римјаните 12:2 ни вели: не сообразувајте се со овој свет, туку преобразете се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да осознаете што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Овој стих е јасен повик за лична реформација. Не е доволно само да веруваме, да стоиме во верата, туку треба постојано и постојано да се обновуваме и да се усогласуваме со Божиот ум, и не само со ум, туку и со постапките. Библијата ни дава многу примери за лична реформација. Тука ќе го спомнам, например, Захеј, опишан во Лука 19 глава, кој што бил познат по своите нечесни постапки. Но кога го сретнал Исус, доживеал длабока реформација. И тој изјави: Господе, еве, половината од својот имот ќе го дадам на сиромаси, и ако некого сум оштетил, четворно ќе вратам. Неговата средба со Исус доведе до една радикална реформација. Личната реформација бара 3 работи: понизност, храброст и дејствување. И тоа не е процес кој што се случува еднаш, туку тоа е тековен процес, како што ни вели Филипјаните 3:13-14. Го заборавам она што е зад мене, а се спремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, по наградата на Божиот призив од озгора во Исус Христос. Малку ќе спомнам за овие 3 работи што ги спомнавме како кои што се барања за личната реформација. Првото е понизност. Ќе го земиме царот Давид, кој покрај својот статус и својата моќ во Псалмот 51:10 извикува: Создај чисто срце во мене, Боже, и нов и прав дух остави во мене. Давидовата понизност и неговата подготвеност за реформација на сопственото срце, на сопствениот живот е еден добар пример за нас. Храброста е исто така многу битна за личната реформација. Во Библијата имаме многу примери на луѓе кои што покажале огромна храброст.
Например, ликот на Естира, која жртвувајќи го, односно ставајќи го својот живот на коцка, го спаси својот народ. Во Естира 4:16 читаме: Оди, собери ги сите јудејци што се наоѓаат во Суза и постете за мене и не јадете и не пиете 3 дена, ни дење ни ноќе. А јас со слугите своји исто така ќе постам и потоа ќе одам кај царот, иако е тоа против законот, па ако загинам, нека загинам. Незината храброст и посветеност е пример за храброста која што нам ни е потребна за една вистинска лична реформација. Но, сето тоа ќе остане без плод ако немаме дејствување. Затоа што една работа е да се препознае потребата за реформација, а втора работа е да се направи таа реформација. Како што Јаков во 2:17 ни вели, и така, верата ако нема дела сама по себе е мртва. Вистинската реформација се докажува со нашите постапки. Како живееме секојдневно во нашата вера. И навистина, обично, кога зборуваме за реформацијата, зборуваме за историските настани, за историските промени, кои што се случувале во општеството и во црквата. Но сето тоа започнува од личната реформација. Во Библијата имаме многу примери каде што учењата на Исус ги реформираат луѓето. И треба и може тоа да се направи и во нашите животи, во нашите умови. И да се обновиме преку посветеноста на животот секојдневно според Божјата волја. Но не треба да останеме само на личната компонента, затоа што реформацијата не беше само теолошко движење, туку беше и социјална и културна револуција. Така и нашата внатрешна реформација треба да се прошири надвор и да влие на оние околу нас. Како што и текстот од Матеј, 5 глава, 14 до 16 стих ни вели: Вие сте светлина на светот, не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и се става под поклопец, туку на свекник и им свети на сите во куќа. Така, треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. И нашата лична реформација треба да свети силно и да ги инспирира и другите да го следат Бог. Обично кога зборуваме за реформацијата, зборуваме од историскиот аспект, како нешто што се случило во минатото. Пред некоја година славивме заедничко 500 години од реформацијата. Но тоа е процес кој што постојано трае. И треба ние да бараме да се реформираме себе си и да бараме да реформираме нашата заедница, нашите цркви, целиот свет. Да бидеме оние кои што потекнуваат промени за сведочењето на Божјата љубов и благодат во она што го правиме. Нека Бог не благослови на ова патување за лична реформација. Амин. Божјото слово како подлога за реформација во животот на човек и Божјото слово според мене
што ми се падна да споделам како подлога за трансформација или за преобразба или заедно семејство. Сакам да ви прочитам неколку стихови, иначе прекрасни работи кажа братот Јован и сега се надам дека ќе продолжам ја во исто темпо нешто што ќе ви биде од полза. Значи би сакал да прочитам пред се од Јован, прва глава, 14 стих. И вели вака: Словото стана тело и се настана меѓу нас. Ја видовме неговата слава, славата што има како единороден од таткото, полн со благодат и со вистина. Словото стана тело меѓу нас. Сакам исто така да прочитам уште едни стихови. Ќе прочитам 3 различни стихови и после кратко ќе се останам на нив. Следни стихови што би сакал да ги прочитам се наоѓаат во Евангелието според Лука, 10 глава и 38 стих и до крајот, односно 42. Вели вака: Кога одеа, влеза во едно село, а некоја жена по име Марта го покани во својот дом. Таа имаше сестра што се викаше Марија и која седна крај Господовите нозе и го слушаше неговото слово. Тука не е пишано да додам дека Лазар е нивниот брат. А Марта се трудеше многу да му служи што подобро. И таа пристапи и му рече: Господе, зар не те засега што сестра ми ме остави сама да служам? Речи и да ми помогне. А Господ Исус си одговори велејќи: Марта, Марта, ти си загрижена и вознемирена за многу нешта. Ти си загрижена и вознемирена за многу нешта. Ама само неколку работи се потребни, вели Исус, всушност само една. А Марија го избра тој дел, што нема да и се одземе. И ако го најдам тука ова Псалм 1, а ќе го најдам, па што вика, па што сака нека биде. Псалм 1. Првите неколку стихови: Блажен е човекот што не оди на советот на безбожниците и не застанува на патот на грешниците и не седи во друштвото на развратниците, туку му омилел законот Господов и за законот негов дење и ноќе грижливо размислува. Клучниот збор за мене е грижливо. Грижливо размислува за Божјото слово. Зборуваше братот дека секоја промена во општеството, во црквата, како и да е, генерално почнува од еден човек, од една точка, од една молитва. И мојот обид сега овде ќе биде да дадам некој инпут можеби во тоа што веќе се случува во вас како поединци и во вашето семејство можеби она што се случува и како тоа може да биде заекнато. Па ќе кажам, идејата е да спомнам збор 2 во наредните 4 минути и 15 секунди што ми остана за Божјото слово како подлога на промена и трансформација во животот на семејство. Во контекст на Марта, Марија и да кажеме нивниот брат Лазар, има многу дебати за тоа за која Марија станува збор, дали е Марија Магдалена или Марија од Петанија и како и да е. Едното деме како е таа Магдалена со такво леко проблематично минато, неморално многу. И ќе речеме и Господ дојде и го промени нејзиниот живот, Божјото слово Логосот, Исус дојде при неа и го промени практично нејзиниот живот. Ако некој стои на страна дека не е таа истата Марија, друга Марија и ова е друго семејство кое што исто така го примиле Божјото слово, исто така го примиле Логосот да дојде во нивниот живот и фактички да ги трансформира. И некојаш дели ги делиме Господ, кога кажуваат некои луѓе сведоштва, Господ ми значи ми даде големо спасение, не знам, како некој што имал потешко минато, Господ му дал големо спасение, некој што имал не толку тешко минато, Господ му дал помало спасение. Ја ќе речем што е со мене, мојот живот, да речеме јас не сум бил некој човек кој што сум живеел некој неморален живот, што кажам на сите, никогаш не сум бил пиен во животот, никогаш не сум правил некои, не знам, глупи работи, како и да е. И Господ дошол ми дал спасение. И некој рече, јас бев зависник, јас бев со вакви проблеми, со такви проблеми, и Господ ми даде големо спасение. Кечаме супер, за честито за твоето големо. Сега моето не е толку големо како твоето, ама што да правам? Како такво пак е спасение. Тоа што сега да го кажеме дека кога Светиот Дух
ќе оживее Божјото слово, односно кога ја оживува вредноста на Божјото слово или кога во нашите животи носи свесност и разбирање за важноста на Божјото слово како еден главен авторитет во кој што може да градиме во животот, како што тоа се случи во информацијата, бум, им текна наеднаш, не им се сонева, им текна водени од Божјиот дух, дека сите пракси што се случуваат во црквата во тоа време, сите верувања кои што не баш се темелени на Божјото слово и кога се сака да направат промена, ајде речеме тоа некоја голема слика, во некоја помала слика, јас лично се сеќавам кога требаше да одлучам, ми кажуваа луѓе Исус Христос е спасител, друг ми кажува Исус Христос е спасител, еден од приятел оди во една црква деноминација, еден во друга деноминација, еден во православна и јас сега бев збунет што да верувам, по кој пат додам. И одлучи вика мајке чекам Свето писмо, да видам што пише Светото писмо, како треба да изгледа генерално, нели некој вика сола скриптура, некој вика прима скриптура, кога најважно е Светото писмо и има и други работи што се вклучени, ама главно ја викам оке мене ми е најглавно и низ Светото писмо сите други работи ги анализирам и ги толкувам. И читајќи во Божјото слово, јас мислам дека тоа беше една од клучните работи за моето лична трансформација и преобразување. Беше, реков да, читам дела апостолски, читам посланија, како треба да изгледа животот на христијани, реков најсличен ми е со она што го гледав од луѓето од евангелско, односно христијански центар од тоа време, затоа што таму почнав да одам од црква. Меѓутоа, во случајот, еве и со Марта и со Марија го примија Исус, логосот кај нив, дома, дојде. И сега да речеме цело семејство. Богати некои кога биле богати луѓе, не знам како, нема врска, го примиле логосот. И вели повторно словото дека Марта седнала да го слуша словото, а Марија сакала нешто да некои работи да прави за Исус. И пак ако збориме за збориме за тоа за како Божјото слово доаѓа и носи трансформација во нашите животи, клучното е да го слушаме Божјото слово, вика таа, како вика Исус, ти се загрижена и вознемирена за многу нешта. Значи мислиш за една работа, мислиш за друга работа, ама не е тоа суштината на твојот живот. Дури во фазата во која што се наоѓаш сега, потребна е работа да се седнеш и да слушаш Божјото слово, кое што може да направи промена во вашиот живот и во вашето семејство. Да го слушаш Божјото слово, кажа братот, и да го примиш Божјото слово не е иста работа. Може да доаѓаме од црква, да го слушаме Божјото слово, а да не бидеме лично променети, да не бидеме лично трансформирани, ниту пак ништо да се случува некој промени во нашето семејство. Се слуша Божјото слово и му се дава авторитет на него, односно го препознаваме авторитетот и на тоа после градиме секоја промена лична и во семејството. И вели Исус, тоа нема да ти се одземе. Времето вложено во Божјото слово, подпирањето врз Божјото слово, вложувањето самата себе во Псалм 1, грижливо да размислуваш за Божјото слово, нема да ти се одземе тоа во животот. Кога ти самиот како човек и како личност и поставуваш такви стандарди во твоето семејство дома, преку сите може никој да нема друг верник кај тебе во семејството, може да се повеќе, ама сте на различно ниво, некој е понапреден во верата, некој е послабо, ама ако ти лично сега кај да си во твојот живот и речеш јас сакам во моето семејство да бидам пример за побожност, пример за вера, пример за посветеност, пример за пожртвуваност за Бог и за Божјото царство и другите може да го следат тоа. Јас сакам во моето семејство да видам пример за човек кој што седнува пред Божјото слово и размислува низ призмата на Божјото слово, гради ставови низ призмата на Божјото слово и фактички останува пример за луѓето во самото семејство. Зборам со некои пријатели, дали да ги носиме мали деца ни се во црква или да не ги носиме во црква малите деца, правеле ѓорутија, правеле галама, некогаш мене ме нервираат јако зборам и таму ми прават моите деца повеќе од другите ѓорутија и галама. И сакам да направам 5 минути пауза да се собереме и нема да го кажам, тоа е една шала. И дали да ги носиме децата или не? И јас се викам на едни пријатели, значи дури и јас да немам време да слушам од проповета, дури и жена ми да нема време да слуша од проповета и да трча по децата, градиме во нив култура и навики дека Божјата црква, Божјото семејство ни е важна во животот и сакаме да знаат дека е составен дел од нашиот живот и дека е битно да бидат таму, дури и духовно од проповета да не слушнат ништо.
знаат дека тоа дел од нас, од нашето семејство. На некој начин. Повторно таа семена градење на семена духовна структура за напредок и за раст во верата. И јас се сеќавам, за ова ќе завршам исто, кога го направив тој пресврат кај мене во животот, кај да кој пат да го следам и како Бог дојде во мојот живот, фактички после мајка ми се обрати, прво беше всушност сестрата моја, па помалата сестра и така натаму, од семејство, овде во Псалм 1 вика молело законот Господов, за него замислува грижливо дење и ноќе, тој како дрво посадено крај вода изврска, кој својот род го дава навреме, чиј лист не вене, и ова вика, во се што прави напредува. И јас само можам да кажам, ние како семејство, кога го примивме Исус, како Марта и Марија, дојде Исус кај нас, ти даваме тебе предимство, власт, ти биди тој што ќе го води нашиот живот. И ние буквално го искусивме ова. На овој напредок во нашиот живот. Значи од изгубени луѓе на некој начин, без живеејќи сами за себе, препуштени сами на себе, кога Христос дойде, кога донесе смисла и цел во нашиот живот, и полека од тешка, дури и физички го сетиме тоа, од тешка беда и сиромаштија, во една соба четворица спиеме сите, и после тоа најдеш од една соба се преселиме во станче со две соби. Или не знам, од скршени кревети, сега имаме можност да си купиме здрави кревети. Од фрижидер стар ободин од 63-та година, што може да се стават само 3 јајца и пола кило компири таму или млеко во тетрапак, сега можеш да ставиш 1 кило компири и 6 јајца. Значи сме го осетиле тој напредок во животот дури на тој начин, кога се прави напредок. Зошто? Затоа што ние се подпираме на Божјото слово и не се стравам да кажам дека човекот и на тој начин да искусува секаков вид напредок, дури од сиромаштија Бог не извади со на кој начин да гледаме, да мислиме на животот, како да живееме по неговите принципи и полека отвори врати за вработувања, за ситуации кои што не ставија во позиција да напредуваме повеќе во животот. И доживеавме повторно зближеност, растурени, Бог не сближи, ама затоа што некој човек се застапил во семејството, да рече Господе, фала ти за мене, за личната трансформација, ама сакам цела трансформација. Знаете, со ова, па ќе речем, со ова наистина ќе завршам, кога Господ ги вадеше египетците од израелците од Египет и кога преговара со фараонот, фараонот рече, окей, не ги зимајте децата, не ги зимајте другите луѓе, одите само вие, пренесете му жртва и се ќе биде во ред. Ама што рече Мојсе, нема шанси. Одиме сите. Одиме сите и сакаме сите да го искусиме тоа што Бог го сака. Ако има некој мавјаса овдека, чии што членови на семејство, пријатели, роднини не се обратени и не го искусиле таа трансформација. И на некој начин преговарате со непријател, да ги пушти, да не ги пушти, да влие врз да не влие. Ако има ситуации кои што се уште не целосно трансформирани, обновени или напреднале целосно преку Божјата благодат и слово, ве охрабрувам да не се откажувате, да продолжите да се борите за вашите семејства, а како што вие сте искусили лична промена, сите членови во вашето семејство да одат напред, да искусат таа трансформација, вашите деца што се мали, можеби се не разбираат, молете се за нив, борете се за нив духовно и кажете на непријателот, не ги оставаме никој, одиме сите, ниту еден член, не оставам ниту еден член, ниту старите, ниту младите, ниту ранените, ниту не знам што, сите одиме напред, сите да искусиме таа Божја трансформација што Бог сака да ја даде. Псалм 1 е многу интересна споредба и баш со Игор зборевме пред да почнеме богослужбата дека и јас планирав да спомнам во контекст првично или Псалм 1 даден во контекстот на личноста. Блажен е човекот. Ама не знам дали некој пат можеме да се дадеме слободата да имаме една колективна верзија од Псалм 1. Блажена е црквата. Така? Што не оди по советот на безбожниците така натаму и на крај вика таа наликува на дрво кое што е посадено покрај река, кое што и своите лисја и својот плод го дава на време. Знаете, некој пат кога ќе застане, кога ќе отидеме во природа, ќе забележиме некој огромно убаво дрво, кое што така е разгрането, има зелени лисја, има убави плодови, се воодушувам, одма земаме телефоните таа да го сликнеш што убаво дрво, го ставаш на Инстаграм, на Фејсбук, на стори, да го видат сите тоа дрво, така. Си викам колку ли ќе биде убаво кога некој ќе помине. Ние сме тука на оваа локација, гласно се на друга баптистичка црква на трета локација, ама кога ќе помине некој покрај улица,
и баш да добие таков печаток кој ќе види црквата. Мислам, црквата. Црквата надвор, интеракцијата, меѓусебните, но се рече, колку е убаво ова. Дори ми да ги сликнам луѓево, колку се различни, од различни возрасти сте, ама сепак има некој убавина овдека. Има некој плод. Нешто е разградено, нешто е зелено, нешто е убаво. Апостолот Павле му пишува на Тимотеј, целото свето писмо, 2 Тимотеј 3 глава 16 стих, целото свето писмо од Бога вдахновено, се што пишува во него може да ни користи да се поучиме, да ни помогне да се поправиме и да ни покаже како праведно да живееме. Со други зборови, сите овие зборови кои што Павле ги користи, поучиме, поправиме, праведно да живееме, во одредена смисла укажуваат на тоа за кој што збориме денеска реформација. Целото свето писмо ни е дадено со тек да не промени. Има еден автор кој што баш денове читам книга од него, вика светото писмо е најпријатната и најнепријатната книга во светот. Најпријатната бидејќи толку многу ќе те утеши со Божјата љубов, со Божјата благодат. Ќе ти покаже дека си прифатен таков како што си, ама е најнепријатната, пошто ќе ти каже дека таков како што си, ти треба промена. Целото свето писмо ни е дадено за да ни покаже дека Бог не сака, ама и дека сме грешни и дека таа Божја љубов не остава такви какви што сме. Реформацијата е потребна. Потребна е на лично ниво, потребна е на семено ниво и потребна е на црковно ниво. Знаете, еден од тие слоганите кои што произлегле не за време на реформацијата, ама како резултат на толкување на реформацијата е дека реформираната црква постојано треба да се реформира. Со други зборови, тоа што тогаш започнало во 16 век со Мартин Лутер па и пред него, со неговите претходници, не е завршена работа, сега ние на туѓа слава ќе си седиме, ќе се одмараме, ние сме добри. Не. На реформираната црква, ако ние велиме дека влечеме корени од тоа движење, постојано и треба да се реформира. И тој процес никој пат нема да заврши, барем додека црквата е тука. И сега кога станува збор за зборот реформација, некој пат користиме некои зборови, ама добро да ги погледнеме во речник. Што всушност значат? Ние го користиме зборот реформација заради англискиот збор reform, ама па тој па влече корени од два латински зборови кои што најсликовит опис на зборот реформ или на зборот реформација од изворното латинско значење е да земеш нешто во одреден облик и да го обликуваш во нешто друго. Значи реформацијата во суштина е тоа што го спомна Јован Преска, трансформација. Да го земеш во овој облик и да го направиш онака како што ти сакаш да го направиш, онака како што си го замислил во својата глава. И кога јас барем кога ќе слушнам зборот обликување, најчесто паметот ми оди на или грнчарство или столарство. Преска пеевме грнчарот ти си, јас сум глината и така натаму, ама еве земете столарството како занает. Столарот зема едно парче дрво и тоа што го гледате на почетокот и тоа што ќе го видите на крајот кога ќе заврши со обработка на тоа парче дрво, си викате човек како стигна од тука до тука. Зеде еден труп што не изгледаше на ништо освен на труп и сега ти од него ми правиш масичка, ми правиш стол, ми правиш не знам што. Тоа е реформација на дрвото. И кога зборуваме за реформација, зборуваме за обликување. Обликување на личноста, обликување на семејството и обликување на црквата. Земање одреден материјал, едно парче и од тоа правење ремек дело. Тоа е Божјата волја за нашите животи. Тоа е Божјата волја за нашите животи од лична перспектива, тоа што го зборуваше Јован, од семена перспектива, тоа што го зборуваше Игор, зеде Бог едно парче и не изгледаше баш нај, ама малце по малце, кога го зеде гледото, кога ги зеде сите други алати, направи нешто кое што верувам дека другите кога ќе го погледнат тоа семејство и ќе направат пред и потоа споредба, ќе речат тука некој замешал прсти и тоа некој вешт мајстор замешал прсти. Тоа е реформацијата. Јас верувам дека тука денеска сме од 3 или од 4 заедници и верувам дека сите ние си ги сакаме нашите заедници, ама искрено би сакале длабоко во себе да ги видиме во поинаков облик, во поинаква форма. Јас лично не сум човек кој што постојано сака да збори или сака да слуша за тоа како нешто не е во ред во црквата. Црквата си има своји проблеми.
Ама реформацијата кон која што Бог верувам дека не повикува преку писмото е дека Бог сака да сватиме дека покрај проблемите имаме и потенцијал. И кога тој потенцијал ќе зачекориме во него, овие проблеми малце по малце ќе се намалуваат. Како што потенцијалот зачекоруваме потенцијалот тоа расте, ова другово ќе се намалува. И колку да има проблеми црквата, а зборам црквата како големо Ц, сеопштата црква и црквите, сите наши локални цркви кои што припаѓаме. Колку да има проблеми, колку да има предизвици, колку да има работи што не чинат во нив, јас верувам дека црквата си има своја убавина. Да не забораваме дека црквата е невестата на Христос. И како таква, Христос не вика леле, што подале. Не, он си ја сака таа невеста. Работи преку Светиот Дух, да ја дотера за да биде спремна за тој ден која ќе ја сретне. Ама црквата е Божјата невеста. И како таква е убава, бидејќи Бог наоѓа во неја убавина и бидејќи убава е поради тоа што Бог го прави во животите на поединците и на семејствата кои што се дел од неја. И тоа значи дека, иако нели, црквата е убава таква како што е, бидејќи е Божја, бидејќи е Христова невеста, тоа не значи дека црквата треба да си остане таква каква што е. И новозаветните посланија се многу добар пример за тоа. Ако црквата требаше да остане таква каква што е, Павле мислите ќе трошеше време да пишува у затвор писмо до тие цркви? Не. Поентата беше дека можат да направат, можат да напредуваат повеќе. И начинот на кој што црквата напредува, нема да дојде до напредок во црквата, нема да дојде до трансформација, нема да дојде до обликување, кој збор сакате користете го, ако не е до Светото Писмо. И ќе речам до Светото Писмо преку дејството на Светиот Дух. Бидејќи знаете во некои заедници тие што се малце, ајде да речеме по-реформирани, по-конзервативни, знае да се зборува Свето Писмо, Свето Писмо, Свето Писмо, Светиот Дух не се спомнува, во други некои можеби по-харизматски цркви се зборува само за Свет Дух, Светото Писмо па и не се спомнува толку многу можеби, како да се овие непријатели па сега да ги двоиме, чека да не се степаат овие. Не, заедно одат. Сеќавате на визијата која што Езекиел имаше од долината со коските. Рече пророкувај сине човечки на овие коски и вика Бог го вдахна неговиот дух. Ако Бог не го вдахнеше неговиот дух, ако не го пуштеше Светиот Дух во тие коски, немаше да заживеат. Светото Писмо под дејството на Светиот Дух носи промена во црквата. На некој начин Светиот Дух е оној вештиот мајстор на кој што му треба алат, така. И алатот кој што го користи е Светото Писмо. За да делка црквата, да не делка поединечно, да не делка како семејство, да делка црквата и да направи ремек дело. Она што Бог го започна, ќе го заврши до денот на неговото доаѓање. И гледајќи наназад кон протестантската реформација, значи несомнено можеме да заклучиме дека Светото Писмо имаше суштинска улога во реформацијата на таа средовековна црква во 16-тиот век. Без тоа немаше да има промена. За нив тогаш, за луѓето тогаш маката беше во тоа што нема Свето Писмо на разборлив јазик. Тие што знаат да читаат, тие па што не знаат да читаат, а беа во голема мера многу луѓе не знаат тоа да читаат, немаше некој да застане да им објасни еве што значи христијанството, еве што значи Христос, еве што значи таа негова смрт и тоа негово воскресение. За нив тоа беше маката. Ние фала на Бог денеска немаме маката за го немам достапно Светото Писмо. Еве годинава ни излезе дури нов превод на Новиот Завет. Некој се потрудил, седнал во канцеларија, споредувал преводи, учел грчки, учел еврејски, учел секакви јазици, да може да ни даде нешто кое што ние денеска ќе го отвориме. Маката за нас денеска не е дека немаме пристап до Светото Писмо. Маката за нас денеска не е дека немаме пристап до поуки и добри поуки од Светото Писмо. Маката за нас денеска, фала на Господ, не е дека не сме писмени да го разбереме Светото Писмо. Верувам дека е во пристапот на Светото Писмо. Дека толку многу го имаме на секаде присутно и во црквата и на телефон и секаде и книги по дома што си го земаме здраво за готово некој пат. Мислам дека тоа е проблемот. Тоа е проблемот днешна црква што некој пат се водиме како цркви според тоа што е трендовско, тоа што е надвор, тоа што е познато сега во моментот, или некои се христијански психологии продаваме од проповедални, а не да го проповедаме живото слово. Тоа ја реформираше црквата во 16 век. Не мислењето на Мартин Лутер. Не е релевантно неговото мислење. Божјиот збор. Знаете, ама кога нешто ќе го имаш толку многу, некој пат го зема здраво за готово.
Едно е да немаш ти храна, а друга ти биде полн фрижидерот, па можеш нешто да намачкаш, па ако не се свига, па можеш и да го фрлиш. Па ги земеш нешто друго. Денеска некој пат сме у таа ситуација. Не ми се допаѓа оваа проповед. Или не ми се допаѓа како он проповеда, ќе си пуштам на интернет некој друг проповедник. Абе добро, ама ако дое време кај што ќе бидеме прогонувани заради верата, еднаш у месецот да слушнаш проповед од некој пред тебе, ќе ти биде, леле слава ти Господе, па кој сака нека проповеда. Добро, во ред. Во Изреке 17 глава Соломон вели на ситата душа и медот го гази. Со други збори, некој кој е презаситен, здраво за готово си ја сваќа храната. Медот дури најсладкото, го има, го нема, ќе го згазам и тоа е тоа. Може би, само велам, тоа е предизвикот на црквата во 2024 година, тука каде што сме. Дека сме во искушение да си го земеме Божјиот збор или писмото здраво за готово. И затоа велам дека едно е да зборуваме, мислам не едно тука, не само да зборуваме Светото писмо, ама треба да оди во комбинација со дејството на Светиот Дух. И верувам дека за да имаме посериозен пристап кон Светото писмо, потребно е да му пристапуваме со повеќе стравопочит на Светото писмо. И само Светиот Дух може тоа да го всади во нас. Дека луѓе кога доаѓаме во недела сабај или кога да имате богослужби, библиски часови така натаму, отварањето на Светото писмо, проучувањето на Светото писмо не е само обична активност. За тие што спремаат проповеди, за тие што поучуваат, не е само ќе ми дојде, мене ми е ред да проповедам во недела. Иако некој пат така пристапуваме, бидејќи стварно те стали на распорети, ред ти е ти да проповедаш. Спремањето на проповед, отварањето на Библијата заедно во овој контекст на заедница е свет момент. И се надевам дека како таков ќе му пристапуваме. Ова не е само како беше супер си поминавме. Не, ние заедно имавме свет момент. Каде што тоа што Бог го дал како негов збор, го отвараме и велиме Господе зборувај и Бог не зборува. Не постои обична богослужба. Постојат само свети собирања и свети моменти. И кога ќе пристапиме на тој начин на зборот, верувам, со помош на Светиот Дух, ќе има малку поинаква перспектива. Како што спомна Игор претходно, не е само до слушање. Исус имаше многу слушатели и бидејќи сите мислеа дека се супер, дека се добри, им ја кажа параболата за 4 почви. Со други збори, сите вие ме слушате, ама само кај некој од вас ќе роди плод тоа. Кај некој од вас ќе одлета, ќе се отиде и ќе се останете исти како претходно. Кога доаѓаме во црква да слушаме, ќе се излеземе исти како претходно. Кога доаѓаме во црква да се информираме, ќе се излеземе исти како претходно. Ама кога ќе доаѓаме во црква и ќе речеме ова е свет момент на оваа заедница, тогаш верувам дека Бог ќе направи промена во нас. Потикнати од Светото писмо да речеме Боже, нека дојде царството Твое. Нека биде волјата Твоја во оваа заедница. Потикнати од Светото писмо да речеме Боже, не ни се важни нашите мислења, важно ни е што Ти велиш во овој момент. Потикнати од Светото писмо да речеме Боже, не ми е важно ниту мене, ниту нам како заедница како се чувствуваме во овој период. А кризни периоди ќе доаѓаат за заедниците, за црквите. Важно ни е што Ти велиш. И ако доаѓаме со таков пристап пред Светото писмо, верувам дека Бог ќе почне да дејства, дека Светото писмо ќе стане фактор на духовна реформација и духовно обликување. И тогаш ќе слушаме за променети личности, тогаш ќе слушаме за променети семејства, тогаш ќе слушаме за ситуации кај што додека се проповеде, додека сме заедно, некој ќе рече Бог мене ме повикува на оваа служба. Друг ќе рече Бог мене ме ослободи од ова. Трет ќе рече Бог ни даде вакво ослободување во семејството и така натаму. Кога доаѓаме и сваќаме дека ова е свет момент. Пристап со стравопочит, пристап со го читаме денеска Светото писмо и во овој момент како да нема следна шанса. Како да ми оваа последна шанса. И некој пат, нели, и така и ќе биде, некој пат и ќе бидеме во право во однос на тоа. Ама јас верувам дека кога на овој начин му доаѓаме на Божјиот збор, дека Бог ќе не потикне, Бог ќе не пресведочува за нашите гревови. Бог ќе ни даде покаяние за нашите гревови. Некој пат можеби некои работи што се случуваат во црквата се кочницата поради која што црквата не може да отиде напред. И кога му пристапуваме на Божјиот збор сериозно, со стравопочит, со отвореност да действува, Бог може да ги отргне тие работи и тогаш ќе дојде до ново обликување во
во самата заедница. И не го велам ова од перспектива на ние само да почнеме вака да пристапуваме на Светото Писмо и веќе следната година црквите ќе ни пораснат дупло повеќе. Може би тоа ќе се случи, може би нема да се случи. Ама првичната замисла за духовното обликување не е за црквата да порасне во бројка, туку за црквата е да порасне во нејзиниот квалитет, во нејзината содржина, во тоа што самата таа е. И тогаш кога ќе биде тоа, Бог ќе ни помогне да она што го вели Павле, што го читав претходно стихот, вели дека Светото Писмо ни е дадено вдахновено од Бога и може се користи да се поучиме, да ни помогне да се поправиме и да ни покаже како праведно да живееме. Размислете за вашите заедници на кои што припаѓате. Размислете кои се нештата кои што сметате и сите заедно согласувате дека треба да се поправат. Нема да се поправат без ова. Ова е алатот во рацете на вештиот мајстор, Светиот Дух, со кој што тој ја обликува црквата. Ова е алатот и тој користи само еден алат. Тој му е главен алат. И тоа ќе го направи ако му дозволиме. И мојата надеж и мојата желба, верувам дека и вашата надеж и вашата желба е да ги видиме црквите во Македонија како напредуваат, како се реформирани, како се во поинаков облик, како се поревностни, што би рекле уличен речник, како можам да користам, како газат пред себе. И тоа може да се случи. Пак не ветувам како што порано знае да ветуваат Македонија ќе се спаси и така натаму ќе стане протестант. Не. Ама црквите може да преминат во едно ново ниво на действување. Ама во сето тоа да имаме на ум дека секој еден од нас има одговорност во тој процес на обликување. Многу често сме во искушение да мислиме, јас си доаѓам во недела во црква, ама има таму едно водство, тие старешини одбор, они се одговорни за тоа што се случува во црквата. Они се деловно одговорни да дадат насоката. Не деловно, туку они се одговорни да дадат насоката. Ама дали ќе дојде духовна реформација во заедницата, зависи од секој поединец и колку поединецот ќе му дозволи на Бог да действува во него. Не зависи само од некој друг, секој пат зависи од мене. И го имаме, ние зависи од мене од перспектива условно, не дека јас можам да пораснам сам духовно, ама зависи колку јас ќе бидам отворен за действото на Светиот Дух. За действото на Светиот Дух преку Светото Писмо. Бог не повикува на обликување. Бог сака да не обликува. И не оставил тоа, јас ве повикувам вие сега да се промените, ама вие сега мислете му како ќе го направите тоа. Не, ни го дал зборот, ни го дал духот и во суштина тоа е се што ни треба. Некој пат духовната промена и духовното обликување, духовната трансформација, ние можеме да читаме и книги за тоа како се случува, ама некој пат премногу комплицираме нешто што е едноставно. Читај го ова, проповедај го ова, црквата нека биде отворена за ова што го пишува во Светото Писмо, во целото Писмо, вели Павле. Не само во тие стихови што не се допаѓаат, во целото Писмо и Бог ќе ја промени својата црква.